На ова место зад мене постоеше парк. Постоеше стар чинар кој што требаше со стотици години да дава сенка за Скопје. Парк што ВМРО ДПМН, Никола Груевски и Коце Трајановски на разбойнички начин им го украдоа на граѓаните. Тупот за оваа парцела се носеше во 3 часот наутро, а дрвата се сечеа во зори, кога граѓаните со жив спит се обидоа да ги спасат. Тоа беа уапсени и третирани како криминалци од страна на 400 специјалци испратени од Коце Трајановски и Никола Груевски. Зеленилото во Скопје, по кој што градот беше препознатлив и кој што го имаше на сите разгледници од Скопје, Трајановски го масакрираше за задоволување на потребите на мегаломанските апетити на неговиот шеф Никола Груевски и за потребите на најкриминалниот проект кој што го имала Македонија Скопје 2014. Покрај овој култен зелен простор, под налетот на криминалните апетити на Трајановски и Груевски, настрадаа уште дузина паркови, како паркот пред домот на Арама, паркот Жена Борец, паркот пред КИЦ, паркот позади Собранието на Република Македонија, двете зелени парцели на плоштадот Македонија, паркот позади главната пошта, зелените парцели околу Македонската опера балет и многу други. Коце Трајановски и Никола Груевски мора да сносат одговорност што поради лични интереси ги крадоа јавните простори и што се насакирањето на зеленилото придонесоа Скопје да стане најзагаден град во Европа. Почитувани, како една советничка група во Советот на град Скопје, се обврзуваме да го унапредиме зеленилото и да ги заштитиме постојните зелени простори. Ќе инвестираме во нови зелени површини, зелени кромови и вертикално зелени. Нема да дозволиме ниту еден квадрат јавен простор да биде жртван заради нечии криминални и бизнес интереси. Затоа, на 15 октомври, заедно да се избориме за промени и за нова одговорна градска администрација која ќе донесе повеќе зеленило, нови јавни простори и живот во Скопје.